Работнички помина низ турбулентен период во есенската полусезона, но како тргнала ќе го чекува пеколна пролет и за опстанок во фудбалската елита на Македонија. Клубот од Ебар Мало се раздели со српскиот тренер Ален Тупајик, откако двете страни спогодбено се разделија. Тој не се задржа многу на тренерското столче на Работнички, имаше краток временски период да се обиде да го стабилизира клубот, но со 5 порази во низа романтичарите заврши есенската полусезона. Раководството на клубот се реши за тренерска промена, но сигурно дека во тимот ќе има и други промени, ако сака да го задржи пролигашкиот статут и за следната сезона, кој со лошите резултати во есенскиот дел е доведен во прашање. Работнички го добие дури четвртиот стратег. Тимот започна под водство на Бојан Марковски кој го наследи Горан Станик, но поради лошите резултати дојде до промена, па на негово место пристигна Алпарслан Ердем. Но потоа дојде до нова тренерска промена, откако Работнички се раздели со Ердем, а беше промовиран на 14 ноември Ален Тупајик. А вчера Работнички потврди дека спогодбено се разделува и со Тупајик и ќе го добие четвртиот тренер во тековната сезона, што е веќе алармантно. Новиот тренер ќе наследи клуб на предпоследното место со 7 бодови, со само една победа, со 4 ремија и дури 11 порази, а при тоа тимот од зоната за директен опстанок има негатива од 12 бодови, а од бара зоната 9 бодови. Клубот ќе мора многу добро да се реорганизира. Ќе мора да се донесат соодветни, односно квалитетни насилувања со цел да може Работнички да заигра далеко подобро и да ги добива конкурентите. Во секој случај, тимот кој минатата сезона се бореше за титула и имаше излез во Европа, ќе се соочи со испаѓање во втората македонска фудбалска лига.